Со 100.000 евра, Фондот за иновации ќе ги подржи предпријатијата што ќе го воведат така наречениот социјален концепт на работа, истакна денеска во Штип директорот на фондот Коста Петров. Тоа значи дека секое предпријатие парципиент во овој, како што го наслови Петров, тест проект, ќе добие по 1,5 милион денари. Се работи за предпријатија, здруженија кои што воведуваат социјална иновација, кои што имаат иновативен начин на работење, ги реинвестираат парите, се работи за хоризонтален пристап на работа, односно сите имаат слична плата, меѓутоа најважно сите имаат општествен импакт. И мене ми е навистина сум среќен поради тоа што и Фондот за иновации се приклучува низ кон ова глобално движење преку нашиот повик за поттикнување на социјално претприемништво. Се работи за тест проект со кој што преку 100.000 евра ќе поддржиме предпријатија до 1,5 милиони денари. На денешната дебата во рамките на деновите на текстилот, односно текстилијадата, се изнесе поразувачки подоток дека во Македонија само 2% на водички менаџерски позиции, исклучувајќи политиката, се жени. Во Европа овој процент достигнува 12%. За инструментите со кои Македонија би можела барем да се приближи до европскиот процент, своје гледиште изнесе председателот на Сојузот на стопански комори Данела Арсовска. Најпрвен морам да кажам дека инструментите за тие 2% кои што ги споменавте пред малку на застапеност на жените на повисоките позиции во општеството, а тука не зборуваме за политиката, зборуваме за жените кои што во моментов се во приватниот сектор, има многу. Истите пред се оние кои што дозволуваат на жените да имаат еднакви можности. И тоа се однесува особено на кога конкурираат за соодветни работни места, да не бидат дискриминирани за да ја добијат позицијата рамноправно под исти услови како и од другата страна кога би стоел наспроти нив маж. Овие и други актуелни теми од оваа сфера денеска беа изнесени на првиот дебатен ден од текстилијадата, чиј организатор е штипски Гласен текстилец.